да дефокусира дискусијата од амандманот. Јас во образложението за амандманот не зборува за градинки и за се она што беше кажано, кој во принцип тоа се проекти кои што ги започна уште претходната влада. Добро е што ме потсети колешката дека во моментот се работи на реконструкција на патот Пробиштип-Крупиште, кој што изработката на проектот и обезбедување на целата финансиска конструкција беше во период на претходната влада. Ова влада изгуби 2 години за старт на реализација и сега во еке реализација. Токму овој пат кој што го предлагам со амандманот за изградба на Пробиштип Пониква беше дел од тој пакет заедно со овој пат кој што го спомнавте за градба. Во исто време беа изготвени и проектите и разговаравме за обезбедување и се договоривме за финансирање од меѓународни финансиски институции. Во друга прилика, ако сакате да споредуваме кој што направил за општините, за регионот, јас со себе ќе го понесам целокупниот список на проекти. Верувајте, таму има проекти кои што се во вредност од над 40-50 милиони евра, како што е проектот Хидросистем Летовица, кој што ако не го направивме ние тогаш, сега целиот регион ќе немаше вода за пиење ако се земат во предвид овие сушни години. Да не зборам од реконструкција на регионалните патот Страцин, Пробишти и други патишта за помали инфраструктурни проекти. Еве, земам обрска за наредна седница лично да ви го доставам списокот за мали инфраструктурни проекти само во општина Пробишти се инвестирани над 15 милиони евра. Така да би сакал да дискутираме за конкретниот амандман, а не да набројуваме се што е направено. Добро е кога се прави, лошо е да се руши. Ќе дојдат избори кога на мегдан ќе излеземе како политички структури, кога ќе кажеме кој што направил, народот е меродавен, ќе оцени на кого треба да ја даде довербата.